Вие спомнате подземната сообраќајница од мостот Гоце Делчев до комплексот банки. Да. Во неколку наврати е трети или четврт пат веќе се пролонгира рокот за прибирање на понудите. Новиот рок е 21 јануари. Од кои причини се прави тоа? Па јас мислам дека не е пролонгиран 3-4 пати рокот, знам дека еднаш тендерот не успеа, во смисло на тоа што се јави со дадоа понуди многу поголеми него што беше во проектантската вредност, она што беше проектирана вредност. Потоа се направи консултации со доста од компаниите кои што учествуваа на првиот тендер и кои што исто така беа ново заинтересирани компании. Им дадовме исто така соработка со проектантската куќа Идом од Билбао кој што ја проектираше таа подземна сообраќајница, директно имаат контакти со проектантите за да видат што е она суштинското таму, да кои имаат некои дилеми во смисол на реализацијата на тој проект. Така да сега мислам дека не е пролонгиран проектот, не е пролонгиран датумот, доколку некој од понудувачите изрази потреба дека му треба уште време за да може да подготвите денската документација, во тој случај комисијата ќе ја разгледа и ќе донесе одлука. Целта е да добиеме ние изведувач на таа сообраќајница. Сигурно дека ќе биде една од најтешките, една од најпроблематичните, сигурно дека во тој период ќе се создаде доста потешкоти во функционирањето, меѓутоа сметаме дека кога ќе се заврши ќе биде од голем значај за градот Скопје, пред се за општина Центар и пред се за централното подрачје на градот Скопје. За изградба на фонтанава на плоштад, што е новото идејно решение. Кажете ми, тоа ќе се гради, претпоставам ќе се бара сега нов изведувач, идејното решение го видовме во делот медиумите. Добивте ли дозвола од општина Центар и имам уште едно кратко прашање, се договоривте ли околу паркинзите, дел се одзема на општина Центар, што ќе се прави со тоа? Вака сега за тоа не е тоа фонтанат, значи тоа е фонтана со реконструкцијата на плоштадот, практично да не се мисли дека кога се зборува фонтана дека ќе има некој објект. Тоа е линиска фонтана, значи водата излегува во летните периоди кога е топло од подплочите на плоштадот. Значи заврши тендерот, избран е изведувач, известени се сите избраниот и тие што не се избрани. Тече рокот, мислам дека од понеделник беше, тече рокот од 12 дена да поднесуваат жалби. После тоа, откако ќе достави банкарска гаранција, ќе подпишеме договор, значи планираме некаде од 5 до 10 декември да се подпише договорот, да почнат неговите да почне тој постапката околу прибирањето на материјалите кои што се потребни, заради тоа што знаете таму имам доста материјали кои што треба да се прават коцки 5 на 5 кои што треба да бидат и тие барат голема обработка, сечење на сите 6 страни на коцката, горната страна исто така треба да биде значи малку направена за да не се лизга по мерменот. Исто така сечење на овие коцки кои што ги има веќе на плоштадот, таа е комбинацијата. Така тоа сета таа подготовка тој би ја правил некаде за месец и пол и после тоа да почне, така да дочекот на новата година ќе биде на плоштадот Македонија. Тоа беше дилема, значи доколку се избереше порано во септември кога ни пропадна тендерот, во тој случај ќе немаше, мислам, дочекот ќе беше на друго место и можам да искажам задоволство дека цената доста падна на електронската аукција. Од првичните 195 милиони, мислам дека што бија тие, веќе падна во понудите беше 136, па со електронска аукција падна на 125 милиони денари со ДДВ, сметете плюс 20%, некаде 140-150 милиони денари ќе кошта реконструкцијата. Така да тоа е за врска со плоштадот. Во врска со паркинзите, значи не е градот Скопје тој кој што значи не дозволува Центар да се паркираат луѓето, да има проблеми или со во функционирањето на јавното предпријатие, општинското јавно предпријатие паркинзи, со оглед на тоа што имаат значи многу честа комуникација на директорот на општинското предпријатие со администрацијата на градот Скопје. Проблем се одобрувањето на проектите од страната на сообраќајната на МВР, секторот за сообраќај. И градот Скопје има многу често проблеми заради тоа што не му се прифаќаат проектите. Ние имаме едни начини на размислување, полицијата има сосем други начини. Еве имавме некој семафор во Ченто кај Лонза, не ни го одобруваат, по статистиката нивна сметаа дека не треба, нема толку небезбедност на тој, нема толку густ сообраќај за да биде.
Значи ние се обидуваме да ги убедуваме, не можеме, така да доколку центар направи проекти кои што ќе бидат прифатени од страната значи од страната на Министерството за внатрешни работи, тие ќе бидат исто така реализирани заради тоа што градот Скопје не ги одобрува, таму само ги проследува.